бројката на изолирани бактерии, тоа се стотици бактерии, значи има стотици други, меѓутоа тоа се само оние пациенти кои што е земен пример. Кај нас доста се штеди во земење на примероци, така да има сигурно уште илјадници кои или оздравиле, или, не дај Боже, се комплицирало здравето без да имаме доказ дека била резистентна бактерија. Значи, тоа што го изолираме како сигурно патогени бактерии по овој Цезар систем, што го кажа доцент Голубинка, меѓу 200 и 300 соеви годишно изолираме на тие мултирезистентни бактерии во крвта на човекот при септични состојби. И тоа може да кажеме колку бактерии сме изолирале, колку пациенти, тоа е работа на клиниките, за жал не можеме тоа точно да го кажеме. Во европски размери 33.000 луѓе, статистичарите измериле дека умираат 33.000 луѓе заради неможност да се излечат поради инфекција со отпорни бактерии, што е нешто повеќе од колку што умираат од сообраќајни несгоди. Одговорот е нема резистентни пациенти, има резистентни бактерии. Значи пациентот не е резистентен, не е отпорен на лекот генетски стегнато, туку може да се инфицира со бактерија која е отпорна на лекој и таа да шири понатаму. Бидејќи во нашата земја сме во регион кај што потрошувачката на лекови на антибиотици во последните 30 години била високо, особено пред 20-30 години, секој влегување во амбуланта значило добивање на антибиотики за најобична настинка и воопшто овој југоисточен регион се статистички многу резистентни бактерии и многу потешко се лечат овде инфекциите во овој регион, отколку во западноевропските и скандинавските земји, каде што антибиотиците биле почитувани и давани само кога биле потребни, тоа што викаме рационално давање.